Почитувани, добро ми дојдовте во, нема да кажам бројка, бидејќи мојот колега Диме Стаменов во оваа ситуација ви рекол 1.539.000 издание, не е толку, меѓутоа, ајде, за секој случај. 1104 поред издание на емисијата Спортот со Мики. Говориме за спортот, за сето оно што се случува во спортот, во градов, во општината, во регионот, во државата. Ке завршиме можеби со меѓународниот спорт. Да почнеме? Може. Стандардно. Прва македонска фудбалска лига. Резултати од 19-тото коло. Македонија Ѓорче Петров Тиквеш играа денеска. Овој надпревар од исклучителна важност за двете екипи кои бркаат бодови што ќе значат опстанок, односно спас. Брера Работнички вистинска голеада. 3-4. Победа на Работнички. Пелистер успеа да ја украде бод на Струга, значи Пелистер Струга 1-1. Вардар во еден контраверзен надпревар го совлада минимално Башкими со 1-0 надпревар во кој што имаше се голови, спорни ситуации, чотек понашки. Значи, неколку минути пред крајот на надпреварот, дојде до физичка пресметка на теренот, потоа, причина за сето тоа, наводно, судијата главен на овој надпревар, му додели црвен картон на еден од фудбалерите на Башкими, поради фактот што наводно го плукнал судијата. Истиот тој играч, значи, ригорозно ги демонтира овие тврдења дека плукнал некого без разлика судија и играч, а дека прекинот настанат заради националистички испади од страна на комитите кои скандирале пароли кои немаат врска со фудбалот. Значи, тие ги обвинуваат комити за провокациите и ред други работи. Надпреварот се доигра и заврши истиот со 1-0. Меѓутоа, надпревар во кој што игра Вардар, дефинитивно не може да помине без контраверзии и скандали. Силекс Шкендија во дербито 1-2. Шкендија се залета и едноставно не знае да застане. И Шкупи Арсими 0-3. Победа на гостинската екипа. Предлагам сега да ја видиме и табелата во првата македонска фудбалска лига по 19 одиграни кола. Вардар е на првата позиција со 51 бод. Шкендија заостанува 6 бода, има 45. Струга, сега дека заостанува 9 бодови зад лидерот, има 42. Следува Силекс со 35. Меѓутоа, сите останати екипи ќе морат да стравуваат за опстанокот во елитата. 26 бода има Башкими, 25 Арсими, Брера има 23, Тиквеш 21 без бодовите без денешниот надпревар, значи надпревар помалку. Пелистер има 20, Македонија Ѓорче Петров има 19 со надпревар помалку. Работнички е предпоследен со 10, Шкупи има само 1 бод. Сега морам да ви кажам дека екипите што се наоѓаат на 8-то и 9-то место. Во овој случај тоа се Тиквеш и Пелистер. Ке играат бараж, односно разигрување за опстанок со екипи од втората лига. Кои екипи ќе ви кажам малку подоцна. А оние што се на 10-тото, 11-тото и 12-тото место директно испаѓаат од лигата. Значи 3 екипи директно, 2 играат баражи и така натаму и така натаму. Следното коло наредниот викенд Тиквеш дома го пречекува Силекс од Кратова. Шкендија ќе игра со Пелистер, Башкими со Брера, дербито на дното Работнички Шкупи, дербито на врвот Струга Вардар и Арсими ќе пречека Македонија Ѓорче Петров.
Сега втора македонска фудбалска лига, резултати од 16-тото коло. Шкендија Арачиново Преспа 4-1. Преспа не се жали за поразот, меѓутоа се жали на однесувањето на домакините. Особено Љупчо Марковски Калц. Влегол во терен без никакви санкции од страна на судиите, се расправал со нив, сугерила, што ти ја знам, на клупата на домакинот, на клупата на Шкендија Рачиново, неофицијални, неслужбени лица, никој не знае кои се, што се, судиите го дозволиле сето тоа, и ред други вакви инциденти и провокации, инциденти на клупа, што се вика, меѓутоа судиите на тој натпревар не изреагираа. Победа потврди само дека се наоѓа во огромни проблеми и во Прилеп загуби од Новаци со 0-5. Беласица Охрид во дербито 0-1. Кожук Брегалница во најинтересниот натпревар 2-0. Слогавиница Скопје 0-4. Осогово Саса, ова е пресметка на истокот, Кочани против Каменица 1-0. Детонит Плачковица Големо Конјари 6-0. И во Тетово Тетекс онака на рутина го совлада Вардар Неготино со 2-0. Сега ќе ви стане јасно она пред малку што говорев. Во втората лига води Охрид 39 бодови. Шкендија Рачиново има 38. Следува Брегалница Штипцо 33, Скопје 32, Беласица 37, Новаци 30, 29 Детонит, Осогово 27, Кожух 25. И тука ќе застана. Во долниот дел 20 бодови Тетекс, 17 Саса, Вардар Неготино има 12, Победа Прилеп 11, Преспа 9, Слогавиница 7, Големо Конјари последно со само 3 освоени бода. Првиот од втората лига директно влегува во првата лига. Значи само првиот. Екипите кои што ќе бидат на второ, трето, четврто и пето место во втората лига играат меѓу себе, вториот со петиот, третиот со четвртиот. Победниците од овие дуели ќе играат со 8-та и 9-та екипа од првата лига за влез во прва лига, односно за опстанок во прва лига. Сега јасно не е. А екипите што се во втората лига на 9-та, 10-та и 11-та позиција, тоа во моментов се Кожук, Тетекс и Саса, тие три екипи ќе играат со победниците од третите лиги. Таму се 6 региони, ќе се направи селекција, ќе останат 3, значи меѓу себе ќе играат, ќе останат 3, тие 3 ќе играат со овие 3, значи 9, 10 и 11 пласираната од втората лига за место во оваа конкуренција. Значи за опстанок или промоција во втората лига. Дури 5 екипи од оваа сегашна втора лига ќе се преселат во понизок ранг. Значи 12, 13, 14, 15 и 16 пласираната екипа се селат во понизок ранг. И затоа ќе мора да се внимава со бодовите, со головите, гол разлика и така натаму и така натаму. Значи моментално од втора лига, моментално според состојбата на табелата би испаднале Вардар Неготино, Победа Прилеп, Преспа Ресен, Слогавиница и Големо Конјари. И сега мислете му до крајот на оваа сезона кој, што и како. Во следното коло Детонит Плачковица Тетекс, Големо Конјари Слогавиница дерби на дното, Скопје Беласица дерби на врвот. Најголемото дерби сепак ќе се игра во Охрид, каде лидерот Охрид го чека вториот на табелата Шкендија Рачиново. Новаци го пречекува Кожук, Преспа игра со Осогово, Саса со Победа и Вардар Неготино патува во Штип на Брегалница. Одеме понатаму. Имаме информации од првата футсал лига. Таму се играа средбите од 10-тото коло. Бутел Клими и Осогово Шкупи денеска играат. Значи Бутел Клими и Осогово Шкупи. Кеги Моби го совлада Балкан со 7-2.
Јувентус Серава го совлада мал Ајакс со 7-4. А Форца на домашен терен загуби од лидерот проект со 6-7. Некако се во знакот на седмиците. На табелата во првата футсал лига води проект со 30 бодови, Кеги Моби има 24, Форца има 21, Јувентус Серава 15, Бутел 13, Клими 12, со надпревар помалку Бутел и Клими, Осогово има 9, и тие имат надпревар помалку, 9 има и Балкан, Мал Ајакс има 6, Шкупи има 4. Во следното коло ми се чини Клими во Кавадарци ќе го пречека тимот на Форца, ама не сум сигурен, нема држите за збор. Во првата футсал лига, значи ова беше прва футсал лига, во втората футсал лига, и таму имаме наш представник, таму на програмата беше 11-тото коло, Црна Река му гостуваше на Кратово и загуби со 2-1. Во вториот надпревар од ова надпреварување, Карадаку Железарец 1-8. Црна Река се наоѓа во самиот врв на второлигашката конкуренција, меѓутоа очигледно таму Железарец и Каршијака се екипите кои што ќе го водат орото на крајот на ова надпреварување. Машка ракометна Суперлига. 22 последно коло од регуларниот дел на сезоната кај ракометарите. Бутел Тиквеш 33-25. Бутел сам си ја решаваше сопствената судбина за место во плейоф. Мораше да победи и си победи. 33-25. Куманово Еврофарм Пелистер 19-43. Очекувано. Прилеп Радовиш 38-16. Очекувано. Еврофарм Пелистер 2 Струга 39-23. Очекувано. И Алкалоид Вардар 25-28. Јас би рекол очекувано, иако потешко од очекувањето, солиден отпор пружија фармацевтите. Утре, вторник, својот надпревар ќе го одиграат Пролет и фаворитот Охрид. Бидејќи завршија 22 кола, се знае веќе кои 6 екипи ќе играат во сегментот плейоф, кои во сегментот плейаут. Значи, плейоф ќе играат Вардар, Еврофарм Пелистер, Охрид, Алкалоид, Бутел и Тиквеш. Во плейаут сегментот ќе играат Еврофарм Пелистер 2, Прилеп, Тинекс Пролет, Куманово, Струга и Радовиш. Сега, веќе направија денеска беше жребот за првото коло во ракометната Суперлига, односно плейоф сегментот. Бутел ќе го пречека Охрид, уште еднаш во рок од 7 дена ќе играат Алкалоид и Вардар, а Тиквеш Суперлигашкиот плейоф ќе го стартува на домашен терен против Еврофарм Пелистер. Значи Тиквеш Еврофарм Пелистер, прво коло на 28 февруари се игра првото коло, а новиот шампион треба да биде познат некаде околу 31 мај. Табелата видовте, значи Вардар регуларниот дел го заврши со 42 бода, Пелистер со 38, Охрид има 35 и надпревар помалку, Алкалоид има исто така 35. Бутел и Тиквеш имаат по 22. Бутел има подобра голоразлика, меѓутоа во меѓусебните дуели Тиквеш е подобра, ми се чини, не ме држате за збор. Еврофарм Пелистер двојката има 27 бод, Прилеп има 20, Тинекс 13, Куманово 7, Струга 7 и без бодови е екипата на Радовиш. Ке биде интересно во ракометното првенство до крајот, а бога ми интересно и во првата машка ракометна лига. Еве ги резултатите од 16-тото коло. Тука нема да гледате вие резултатите бели, јас само ќе ви ги нафрлам, чисто да бидете во текстот на станите. Вардар Неготино Младост Богданци
24-35. Нека не ве чуди, Младост Богданци е лидер на табела. Преспа Драчево јуниор 25-35. Македонија Ѓорче Петров Кичево 48-20. Аеродром Шампион 33-25. Партизан Јехона 29-30 и Мултиесенс Овче поле 45-23. Кажав, лидер Младост, меѓутоа има изброј бодови со екипата на Мултиесенс 28, двете екипи. Драчево јуниор на третото место има 24, Вардар Неготино има 20. Македонија Ѓорче има 18, Аеродром и Јехона имаат по 16, Текстилет 14, Партизан 11, Овче поле 8, Преспа 6, Шампион 2 и минус 1 бод има екипата од Кичево. Чисто да си бидете во текстот на станите, еве ви ги и резултатите од женската ракометна Суперлига. Значи Суперлига жени 15 коло, Пелистер Чаир 16-34. Ѓорче Петров Куманово 42-20. Астибо Спартак 26-30. Не се одигра надпреварот Металург автокоманда Вардар. Оние добрите познавачи знаат дека Металург едноставно се распаѓа, сите ракометарки на Металург си побара и најдоа нови средини, таму доживеа клубот ми се чини финансиски колапс, меѓутоа останува да се види што ќе се прави, како ќе се прави. На потега нормално федерацијата. Во женската Суперлига Ѓорче Петров е прв со 27, Чаир има 26, Металург се уште добро котира со 22 бода, Вардар има 16, Куманово 11, Астибо 7 по 4 бода имаат Пелистер и Спартак. Два резултати од првата женска лига, Јехона Стружанка 11-36 и Шампион Деспина 7-33. Во оваа конкуренција Атлетик е прв со 24 бода, Ѓорче Петров 2 има 18, Овче поле 17, Деспина 14, Стружанка 12, Јехона 4 без бодови е екипата на Шампион. Сега од ракометот се селиме на кошарката. Машка кошаркарска Суперлига, 16 коло, мощно и интересно. Тиквеш Голден Игл, Маđари, 81-91. Маđари треба да им кажат фала на кавадаречките кошаркари, бидејќи тие им ја подарија победата. ТФТ Феникс, 84-80, по-тешко од сите очекувања. Кожув Чаир, 81-99, гиргеличани изненадени на домашен терен. Гостивар Работнички во драматичен меч, 68-66 за Гостивар. Куманово МЗТ, реприза на куп финалето за само 7 дена и втор пораз на кумановчани, 58-72. Пелистер очекувано против Енерджијата Ангели, 100-78. На табелата ТФТ 31 бод, МЗТ 30, Пелистер 28, Куманово, Маđари и Кожув имаат по 24, Чаир 23, Работнички, Тиквеш и Феникс по 22, Гостивар 20, Ангели 17. Значи ќе биде интересно, бидејќи еве забележувате. ТФТ, МЗТ, Пелистер на некој начин се сигурни за плейофот. Меѓутоа, Куманово, Маđари, Кожув имаат 24 бода, два повеќе од Феникс кој што е 10. Значи, во 2 бода, тоа се 2 победи, а има уште многу за играње, така да ќе биде ептен интересно во машката кошарка. Подсетување, 6 првопласирани играат плейоф, од 7-то до 12-тото место играат плей-аут. Меѓутоа, ќе видиме што ќе се случи и како ќе се случи. Мене ми се чини овде ќе има исто така скратување на лигата и дури 3 екипи од оние 6 што ќе играат плей-аут ќе испаднат. Па сега нека моја мисла. Да кажем дека во следното коло
дербито го играат МЗТ Пелистер, Ангели му гостуваат на лидерот ТФТ, односно Ангели дома играат со лидерот ТФТ, Маđари игра со Кожув, Чаир со Работнички, Куманово Гостивар и Тиквеш Голден Игл патува на гости кај Феникс. Маđари, Феникс во следното коло па доаѓаат Ангели, имавме можност за убава серија, меѓутоа ништо, тоа сами се победивме. Именно на првиот период Маđари го реши во своја корист, кавадаречките кошаркари одигра премногу слабо, премногу анемично, грешеа премногу, промашуваат чисти зицери. Ако се гледа она на крај, процент на реализација, процент на шут и така натаму скокови, тука се некаде. Меѓу себе, меѓу тоа, кавадарчани имаат премногу почетнички грешки во додавање, загубени топки, одземени топки. Значи, вие му ја спуштате доле на центарот, центарот не внимава, буквално од задгреб му ја земаат топката, прават контра, постигнуваат поени. Така да, никој не ни е крив. Сами се поразивме, сами загубивме и едноставно треба да внимаваме што и како се случува за да не ни се повторат грешките. Се врати Тиквеш Голден Игл во втората четвртина, на полувреме се замина, не ме држате за збор, 38-40, значи минимално водство на гостите. На стартот на третиот период нашите кошаркари заиграа многу подобро. Израмнија, поведоа, неколку минути имаа водство, меѓутоа повторно грешки, избрзани шутеви, непрецизни шутеви, едноставно не знам зошто ета не им одеше. Меѓутоа забележав еден, што знам, тоа секојаш било така, играме со тројца американци и двајца македонци. Петорка. И буквално американците си играат само со себе, си ја додаваат топката еден на друг, не им ја додаваат топката на македонците. Не ме интересира што сака да кажат луѓето од стручност таму на Тиквеш Голден Игл, бидејќи нека прегледаат снимката и неколку кошаркари од домашниот состав, значи Петар Бошалевски, Тоше Златев, се откриваат на крило, во чош, сами дигаат раце, бараат топка, не. Овие сами си играат меѓу себе. Погледнете ја снимката, ќе видите дека јас не лажам. Тоа е снимката, тоа се факти, тоа се аргументи. Не знам зошто, навистина не знам зошто, може би држи вода и тоа колку пари, толку музика, немаат одавно земено плата, меѓутоа, ако немаат земено плата, нека не излегуваат на терен. Ке кажат, не играме, додека не земеме плата и точка. Што ми излезете на терен? Нема тука не земам плата. Тоа, тука веќе стапало на сила она навивачкото. Срце на терен. И има да го дадеш максимум. Меѓутоа, во играта на Тиквеш го нема тоа срце. Ја нема таа борбеност за секоја топка. Да се фрла, да се бора, да... Не. Некако премногу е, што знам, анемична играта. И затоа кога грешите, кога промашувате зицери, кога шутирате онака колку да се шутне, противникот сето тоа знае да го казва. Што мислите, другите не играат кошарка? Играат. И уште една работа ми влезе во очи, не успеавме да го искористиме еден проблем кој што се јави кај гостите, ти има проблем со личните грешки, меѓутоа ние не знаевме тоа да го искористиме. Ева конкретно, Грин имаше 4, си влезе во игра, си даваше тројки, двојки, наместо ние да го наместиме да ја направи петата, ние му дозволивме тој да си биде меѓу поефикасните во својот тим. Видите ја снимката, ќе видите дека е така. Чисто информативно. Значи, тоа е машка кошарка, а во женската кошарка немаше редовно коло овој викенд, бидејќи се играше купот
Да, се играше Купот на Македонија во кошарка. Во женска конкуренција во Македонска каменица. Во првото полуфинале Баскет Кам го собрала тимот на МЗТ, а во второто полуфинале Крива Паланка го декласираше Бадел. Па остана источното финале. Баскет Кам против Каменица. Против Крива Паланка. Баскет Кам е од Каменица, а Крива Паланка го играше своето прво финале во историјата на постојањето. Значи, прво финале на Купот. Победи Баскет Кам во финалето, за нив четврта титула во последните 6 сезони. Едноставно покажува зошто се доминантни, зошто се актуелни шампиони. Водеа дури и со 20, меѓутоа на крајот мора да се задоволат само со победа од 6 коша разлика. Ивана Кметовска прогласена за MVP на финалето, иако не ќе беше незаслужено ако таа титула ја добиеше и нашата квадарчанка Цветанка Дивова. Одлична партија и неизина, така да... А веќе следниот викенд се игра последното 14-то коло од регуларниот дел на сезоната. Во него ќе се сретнат Баскет Кам Про Баскет, Крива Паланка Спорт Тим, МЗТ Патриот и Вардар Бадел. Сега. По одигрувањето на 14-то коло во женската прва кошаркарска лига ќе се игра оролоџо. Значи, уште 7 кола, секој со секој. Уште 7. Значи, ке има жребка, ке се види кој каде како. И потоа, по одигрувањето на оролоџото, ке се игра полуфиналното разигрување за титулата. 1-4, 2-3. Првиот со четвртиот, вториот со третиот. Затоа Про Баскет брка четврта позиција на табелата, конкурент му е Бадел, меѓутоа и Вардар не е толку далеко. На табелата досега по 13 одиграни кола, 24 бода има Баскет Кам, 23 Крива Паланка, Вардар има 22, Про Баскет и Бадел имаат по 21. Следува МЗТ со 17, Спорт Тим 14 и Патриот има исто така 14. Значи, Про Баскет ја брка таа четврта позиција, ќе видиме и распоредот ќе покаже има ли шанси за истата, а зошто да нема, покажавме дека имаме тим кој може да се носи рамноправно со секој еден противник. Ја имаме одличната Милица Јовановиќ, ја имаме Кајла Томас, донесов уште едно странско засилување, така да а имаме и квалитетни домашни кошаркарки, така да ќе биде ептен и интересно и во женската кошарка. Редно е да почнете да доаѓате и на надпреварите од првата женска кошаркарска лига. Ако ништо друго, жените сезонова се поавни од маиште. Што друго да ви кажам? Доста ви. Според мене доста ви. Наредниот викенд, па не знам, би требало да се одржи манифестацијата Избираме спортист на годината. Ќе видиме што ќе биде, како ќе биде. Ќе бидам малку... Јас веќе ги знам освојувачите во сите категории, но ќе си дојдете во Домот на културата Иван Мазов Климе и ќе си ја проследите манифестацијата или нормално на каналот на КТВ телевизија. За крај пак ќе проговорам за она што се вика читаме, говориме и така натаму и така натаму. Случајно имам една пријателка, се презива Кузманов. Не Кузманова, него Кузманов. И баш ја прашувам, викам, ти си Кузманов или Кузманов? Се смеја, она вика, Кузманов. А со мене доаѓа колегата кој што исто така се прозива Кузманов. И му викам, ти си Кузманов или Кузманов? Века Кузманов. И татко ми со толку години наназад, и тој бил Кузманов. И сега
самиот себе си го поставувам прашањето. Кој бре тоа го измисли тоа демек акцентирање и не е Серафимов, туку е Серафимов. Тоа било литературно. Не може бе ти на човекот кој што 100 години го викаат Кузманов, да му викаш не си ти Кузманов, ти си Кузманов. Што викаше една бабичка од Бохова, јас синко вика 85 години сум Јасмина, сега мене викаат Јасмина. Ви се молам. Значи, луѓето апсолутно, кога се сопствените именки во прашање, тука не смее да има дрн-дрн. Београд е Београд и ние македонците треба да се научиме дека не е Белград. Не можеме да ја преведуваме сопствената именка. Београд е Београд, така се вика градот. Исто како што и овие од Србија треба да се научат дека ние сме Скопје, не сме со Љ, Скопје. Значи нема преведување. Некои, како што преведуваат, не е Љубљана, току било Лублана. Најтипичен пример, кај ова со јазициве, вие шампионот во Формула 1 поранешен, Михаел Шумахер. Напишете го неговото име и презиме во Англија, дајте му го на англичанец да го прочита, ако не го знае кој е Михаел Шумахер, ќе рече Майкл Шумахер. Или дајте му на некој што нема благе веза од спортот, што знам, практикува музејска уметност во Франција, истото име и презиме, он ќе ви рече, Мишел Шумахер. А тој сепак е Михаел. Без разлика дали е во Германија, дали е во Англија, дали е во Франција, тој е Михаел. И никогаш не може да биде Майкл, никогаш не може да биде Мишел. Јасно не ли бе? Би сега Одегард, Едегард, Идегард, Удегард, не ја знам човекот го испрекрстија, го милион пати различни, или овој нашиот, замислете, во латиницата, нели, нема кога се водат овие статистики, пишуваат латинично писмо, меѓутоа ги нема оние кукачки, цртички, ние што ги викаме, значи, и упорно сега Скопјани пишаат Цеовиќ, абе, Чеовиќ. Нема Ч од озгоре кукачка. И втора работа, тие што сакаат да се бават со спорт и што изиграваат спортски новинари. Кера Анастасовски, Кристијан Анастасовски, не е Атанасовски. Го утепаат детето Атанасовски, а он е Анастасовски. Очигледно некој во куќата на ракометот или во куќата на ракометната федерација благе везе нема со ракометот. Само зема убава паричка и изиграва дека е некој нешто. А благе везе нема. И за крај ќе го завршам со следно. Отворете на сајтот на Ракометната федерација на Македонија, macedonianhandball.com.mk. Значи официјалниот сајт на Ракометната федерација. И таму најдоле ги имате лигите. Машка ракометна суперлига, женска ракометна суперлига, машка ракометна прва, женска ракометна прва. Кога ќе отворите суперлига, таму па ќе ви се отворат оние куп надпревари, младински лиги и така натаму, меѓутоа не, останете машка ракометна суперлига. И таму пишува табела, резултати, распоред и не знам уште што. И сега резултати, отворете резултати и отидете некој резултат што ви интересира. Што знам, прво коло пролет тикваш. Тоа е надпревар од првото коло. Кликнете на резултатите и ќе ви се отвори како записник. И горе пишува записник, кратка содржина, опширна содржина, настани. Значи, како 4, плюс овој што го отварате кога ќе ви се отворат, кога ќе кликнете на резултатот, се вкупно 5. Сега, ако кликнете на записник, ви го дава оној стариот официјален. Ако кликнете на кратка содржина, навистина кратка содржина за надпревар. Опширно, буквално опширно, од удари за 9, да речеме 6 од 9 процентуално и така натаму, шутирање од 7 метри, од страна, од крило,
од линија 6 метри, значи ептен убаво објаснето за секој играч. На настани, буквално тоа е она гол за гол и пишува 0-1, тој го дал голот од редовите на, што знам, тиквеш, пролет во израмнува на 1-1. Во следниот напад тој и тој шутира, промашува. Во следниот напад тој и тој шутира, голманот му ја брани. Значи, убаво се објаснено. Меѓутоа, во сите 4, за 4-те знам овој петиот, не сум го проверил, ете ми пролетало низ глава, ама не сум бил свесен. Сите 4 податоци се не скрос, значи 90% се точни, ама 10% се грешни. И ќе се убиете од барање, карикирам. Во графата записник, ако отворите, PDF файл од записник, стои Страхиња Симич дал 1 гол и толку. Ако отворите онаа кратка содржина, во неја пишува Страхиња Симич постигнал гол и добил жолт картон. Ако отворите онаа опширната, пишува Страхиња Симич постигнал гол, голот го дал од 7 метри и има исклучување 2 минути. И ако отворите она гол за гол, пишува Страхиња Симич дал 3 гола. Карикирам сега. Не ме држите за збор. Значи, сите 4 се различни. И утре, кога ќе ги прашате зошто, вината е префрлаат на овие што седат на записник што ги прават тие работи. Не. Не, господу, таму нема. Прво, ако се тие виновни, тогаш вие сте виновни за тоа што не сте извршиле соодветна обука на тие лица. И да им кажете, слушај, убаво се пиште. Се гледа кој прави асистенција, кој прави пробивање, се гледа. Треба да ја гледате утакмицата ако седите и ако имате така обврска, а не да ви биде телефонот во рака и да видите дали девојката ви пишала кај ќе се најдете вечерта, или дали друштвото ви пишало во кој ресторан вечерва ќе одите, или дали ви пиша од дома, дојди си до толку часот, вечерата ќе биде топла. Молам, на вистина, страва, ептен. Јас толку би имал да ви кажам, особено за денес. Малце повеќе во некој следно издание на емисијата Спортодром со Мики. Во име на спортската редакција ви благодарам за вниманието со кој што не следевте и ви посакувам пријатни мигови со нашата програма.